14 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа среда убравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце и да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Мојата денешна гостинка и соговорничка е Дора Попова-Узуновски, психолог и психотерапевт, гешталт психолог. Говориме денес за незината излегувањето од печат на незината најнова книга, незиното најново дело, романот Ѓаволот има убаво лице, чија што промоција се одржа неодамна во Концепт 37. Какви се импресии носиме од самата промоција и за се подетално околу книгата, разговарам токму со Дора. Ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна и еве токму да говориме за вашето најново дело. Прво ви благодарам, нели, вие што ме поканивте. Во однос, нели, на импресиите од самата промоција, прво да ти се заблагодарам што присуствуваше. Ми беше драго, ми беше чест. Да, имавме, значи, многу гости. Имавме тројца промотори, значи, двајца од промоторите се, всушност, погрешив сите тројца промотори, записатели, автори на некој свој начин, со тоа што едната беше Билјана Велковска, таа е дипломиран филолог по компаративна книжевност и таа е исто авторка на книги за самопомош. Потоа друга промоторка ни беше Илина Ведран, која што е мотивацијски говорник и тренер по Луиза Хей методата и таа има некоја своја книга од тој тип издадено, го имавме Анда Јанков како писател. Значи, секој од нив си имаше едно свое видување за делото, кој како го доживел, меѓутоа беше интересно што во впечатоците на самите рецензенти, на самите промотори, го истакна посебно ефективен крајот на делото. Крајот на делото некако им се допаѓаше така на сите, иако нели постои тој впечаток дека баш има едно возење низ целата книга за да се стигне до тој ефективен крај кој што прави една така пријатна катарза за самиот читател и баш ми е драго поради тоа што нели и професионални и стручни лица од самата област на книжевноста тоа го рекоа. Во однос на гостите, нели видовме колку гости имаше и колкава беше промоцијата. Просторијата на Концепт 37 беше премала за да беше тесна, нели за да не совере една прекрасна гледка. Да. И така беше една убава магична атмосфера, јас ја нарекувам, која што имаше многу позитивна енергија, со многу позитивни луѓе и би сакала нели и во иднина повторно се повтори. Зошто ѓаволот има убаво лице, Дора, и зошто токму оваа метафора за наслов на твојата книга? Сега прво што ми доаѓа да ти кажеме, па ќе видиш кога ќе ја прочиташ. Едве чекам, да. Да, нели, ќе видиш кога ќе ја прочиташ, меѓутоа ѓаволот на вистина има убаво лице, бидејќи ако одиме нели по таа една малце духовно религиозна поента, ние знаеме дека нашите гревови на некој начин се дел на ѓаволот, меѓутоа нели искушенијата низ кои што луѓето поминуваат постојано низ животот, често пати ни се чинат како многу привлечни, како многу пријатни, па луѓето носат своји заклучоци за одредени нешта врз база на нивната површност, на нешто што им се допаѓа само перцептивно од око, на ниво на тело, на ниво на сетило, меѓутоа потоа кога ќе влезат подлабоко во нештото, често пати излегуваат разочарани. Тоа го среќаваме, например, и кај клиентите во психотерапијата, кога доаѓаат ќе кажат јас нели најдов партнер или партнерка на почетокот, тоа беше премногу добро за да биде вистинито. И јас знам да им кажам, кога гледаш дека било премногу добро за да биде вистинито, најчесто така и било. Значи, премногу било добро за да биде вистинито. И затоа, да, и целото дејство, значи во романот се случува баш тоа. Имаме една турбулентна содржина, една турбулентна атмосфера на главните ликови, на Бјанка и на Давид, кои што се нели во брак. Дејството се случува во времето на пандемија со респираторен вирус, која што нели беше еден вид наше довчерашно секојдневие. Верувам дека многу писатели, многу автори можеби исцрпија инспирација од пандемијата и веројатно се уште допрва ќе излегуваат вакви дела, романи, уметнички, не знам, слики и така натаму изложби, кои што баш нели ќе бидат последица на тоа секојдневие кое што го живеевме и поентата е баш тоа нели како тој општествен контекст влијаеше врз луѓето да просто влезат во некои кризи.
И ние знаеме дека во пандемијата, например, многу бракови, многу врски, многу пријателски релации, значи доживеа една криза, имаме многу разводи поради некои други ствари, други нешта, кои што едноставно ги водеше луѓето во некој искушение, во некој издувен вентил. И сето тоа е така низ една приказна, низ еден пример на една приказна представено нели во романот, како што ги спомнав, Давид и Бјанка, тие се во брак, се добро ситуирано семејство, меѓутоа нели под влијание на таа политичка, економска и здравствена криза, каде што Бјанка е лекар на интензивна нега, па Давид е нели еден голем маркет гигант и така натаму, се случува еден крах во нивниот брак. Така, дали можеби токму времето поминато во кризата со COVID-19 беше она време кога се твореше, кога се создаваше делото? Така беше некаде кон крајот, мислам дека на 2020 година, јас тогаш го почнав. Иако да признам дека на почетокот овој роман имаше еден сосема друг тек. И после некако ние писателите знаеме, нели нашата работа е пиши бриши често пати. Па некако додека го создавав делото, си реков, чекај, може би ова дело треба друг тек да добие и да се исцрпи, нели баш инспирацијата од тоа што моментално се случува, и така да сосема сменив приказната, некада на половина више кога беше напишано, па решив дека ќе сменам, инаку да, значи беше негде крајот на 2020, кај што беше баш екот се уште на самата пандемија. Посетува токму и психотерапија, вие сте психотерапевт, психолог, а колку професијата ви помогна во создавањето на делото? Така е, професијата секогаш ми помага пред се во создавањето на карактерите на ликовите. Бидејќи нели за да можеш да создаде некој карактер на лик, треба добро да знае таа човечка психологија, таа карактерологија што ние многу добро како професионалци ја познаваме. И баш тоа некако ме инспирираше да создадам Бјанка, инаку е нели главниот лик, како што реков, лекарката која што работи на интензивна нега и се соочува со бројни предизвици под тој притисок на тоа работно место, каде што е постојано тешко, тегобно, исцрпувачко за неа, од друга страна таа растргнатост која што ја доживува во личниот живот, во брачниот живот, нели, и се случуваат низа на анксиозност и панични напади. Тоа е причината која што ја поттикнува главниот лик, нели, да почне да посетува психотерапија. Меѓутоа, тоа е реална приказна. Ние тоа го гледаме и во реалноста секој ден многу често со нашите клиенти. Кога ќе им се случи некој таков симптом како анксиозност или панични напади, тие доаѓаат на психотерапија со цел, нели, да се поттикне во нив некаква промена и да го испитаат коренот на тој симптом што ги довел до таму. Па така, нели, така и во романот, во действото на романот го имаме тоа разврзување низ диалогот на психотерапевтката на Бјанка и самата Бјанка, што е тоа што довело, нели, до појавата на незината психолошка состојба како патолошка што е пишана во тој момент и каква разврска тоа би можело да има. Дали при создавањето на ликовите, оно што мене ме интересира е, можеби ти како психотерапевт си црпеш инспирација од некој од твоите клиенти? Од моите клиенти конкретно, да речам дека постоело некој клиент, некој лик, не. Меѓутоа, сигурно дека повеќе би рекла, има една моја пријателка често вели, Дора, дали знаеш дека сите ликови во романот си ти? Повеќе, значи, надзираме нешто автобиографско? Автобиографско како конкретно случка или нешто такво нема. Меѓутоа сигурно дека има, нели, мои емоции, чувства кои што во некој дел од животот, можеби низ некој од ликовите сум ги почувствувала, сум ги доживела, и сето тоа тука во романот е представено како една приказна, бидејќи тие чувства, тие емоции, тие доживувања се ставени во некоја приказна која што биле, нели, спровоцирани од нешто. Рецензентите дадоа убави пофалби како за тебе како автор, така и за делото како едно од, нели, позрелите дела твои, мислам како едно зрело дело веќе. Ти имаш и уште други две книги, Превртена љубов и Синиот час. Дали сметаш дека ѓаволот има убаво лице, конкретно она што ти си денес како те представува тебе како еден можеби веќе созреан автор и писател? Па да, мислам дека, значи, секоја, нели вика, како што созрева писателот, така созреваат и неговите дела. И мислам дека тоа е многу точна реченица, многу точна мисла, бидејќи секогаш во дадениот момент кога писателот, авторот создава одредено дело, се пренесува себе во тоа дело во најдобрата своја верзија во моментот. И да, со сигурност мислам дека ова дело е најзрело од сите до сега, меѓутоа, нели, не и последно.
Не и последно, иако во моментов правам некоја пауза од одредено време, бидејќи имам некои други обврски професионални и ангажмани, не е само пишувањето, меѓутоа верувам дека кога за неколку години би излегло некое друго дело, тоа исто така ќе биде најдобрата верзија од мене во тој тогаш даден момент. Така е, сега ова е некоја друга тема, малку поразлична тема од оние кои претходно ги опфаќаш во твоите две книги. Колку беше предизвик да се пишува токму на едни вакви, како што ќе каже еве Анде Јанков, безвременски теми? Кои се тие дора безвременски теми? Мислам дека најбезвременската тема која што не опфаќа нели сите нас е онаа темата за љубовта. Темата за љубовта, темата за надежта, за вербата, нели таа тема кога разграничуваме добро од лошо, што е добро, што е лошо, што е искушение, што е исправна постапка, што е грев, кои се нашите морални вредности. Сите тие се едни безвременски теми опфатени во овој роман, за разлика од другите два претходни романи кои што се одвиваа во некое странско подрачје, некаде далеку од нас и се понаменети за некоја помлада женска публика особено. Таа публика многу ги сакаше претходните две книги, претходните два романи. Овој роман мислам дека може да и се допадне на многу повозрастна публика, значи вклучувајќи ги и мажите и жените. Претходните некако така самите се случи да бидат попривлечни за женската публика, мислам дека и машката публика може многу да биде привлечена овој пат. Така, низ разговорите кои што се водеа на промоцијата, честопати се споменуваше смислата на животот. Ја бројна дали ти твојата смисла на животот и што им посакуваш на оние кои што ќе го прочитаат романот, можат ли од овде да извлечат некоја друга смисла која што ја кријат во себе и како психолог? Така е, да, во последно време баш уствари тоа е некако ме наведе да ја пишувам таа книга, нели таа смислата на живењето, често се бавам со таа тема, па така и нели запишав една друга едукација надвор од гешталт терапијата, тоа е едукацијата за логотерапија и екзистенцијална анализа, која што всушност баш се бави со смислата и нели смислата е баш таа безвременска тема, која што нели ги спомнавме, една од тие безвременски теми кои што ги спомнавме пред малку и мислам дека романот точно може да го поттикне кај секој читател да преиспита нешто внатре во себе. Нели да го преиспита својот пат во животот каде тргнал, бидејќи ние секогаш кога сме читатели од позиција на публика и кога читаме некое дело, некој роман, се пронаоѓаме. Не постои човек што не се пронашол во некоја приказна, во некој роман, дали во ликовите, дали во некоја постапка, во дејството, во што и да е, бидејќи на крајот на криштата ние не можеме да избегаме од светот од каде што живееме. А знаеме дека во светот, во материјалниот свет каде што живееме, има некоја и клише приказни кои што ни се случуваат на сите. Так. И тие приказни ние не можеме да избегаме од нив, а да некако нели не ги преживееме некако дали низ некое дело, дали низ некое друго доживување, само нели поентата е како едно такво доживување ќе биде представено со какви зборови. Затоа некогаш нели имаме книги, романи кои што се викаме на оригинален начин напишани, меѓутоа опфаќаат нели тема и одредена тема и одредени доживувања кои што се многу познати за скоро секој читател. И мислам дека нели смислата некој пат во нас не е откриена. Ние сите во нас го имаме потенцијалот за смислата, но често пати луѓето не можат да дојдат или им е тешко да си ја откријат таа смисла на своето постоење, бидејќи не допреле во тие делови од нив. Па животот им се чини како празен или како површен, како депресивен, да, или што и да. Па токму тоа, која е твојата смисла на живењето, поради што ти си овде? Нели ние знаеме дека постојано ги користиме сите ресурси на нашата земја каде што живееме, планета или свет, што и да е, меѓутоа колку ние придонесуваме да ја вратиме на земјата каде што сме со своите наши постапки, со своите наши дела. И често тука луѓето и клиентите знаат да се замислат околу тоа. Нели пошто на тој начин ние создаваме својата вредност. Ја создаваме својата вредност кога носиме нешто од себе за другиот. Или кога оставаме нешто за себе што е вредно за самиот свет. За себе ќе кажете дека сакате да се занимавате со спојување на материјалното со духовното. Што за вас значи тоа? Значи, материјалното и духовното се едно. Меѓутоа, луѓето имаат тенденција да некако тоа од едното од другото го раздвојат. А секако тоа е малце покомплицирана тема, нели како може да бидат едно, а од друга страна да се двојат, бидејќи луѓето многу пати функционираат во крајности. Или одат во крајноста на материјалното, или одат во таа крајност на духовното, па никаде го нема материјалното. Меѓутоа, тој дуализам
кој што се раздвојува некако во секој човек, од друга страна, од една страна да, е дуализам, меѓутоа тоа е една целина на тој дуализам. И прашањето е колку знаеме ние да го најдеме балансот меѓу нели материјалното и духовното и како знаеме нели за сметка на духовното да го изградиме материјалното. Многу луѓе кои што на пример го немаат во себе тој духовен аспект, а го имаат само материјалниот аспект изградено во себе, ќе кажеме нели дека се материјално ориентирани по парите, по кариерата, по успехот и така натаму, а дека овој другиот дел во нив е некако закржлавен, им фали, им недостасува. Овие луѓе не дека го немаат духовниот дел, само не е разбуден во нив, не е освестен, не дошле во контакт со него. И кога доаѓаат и да видите како тие луѓе кои што ќе ги видите, мислите дека биле ориентирани само кон материјалното или дека биле себични или дека лакоми и така натаму, најнаш кога ќе добијат една друга димензија во нивниот живот, се менуваат тие луѓе. Па ќе ги видите дека многу подарежливи стануваат, почнуваат, не знам, да даваат или да бидат рол модел, да бидат лидери, да бидат примери нели за другите, како и на другите би помогнале да дојдат и они до нивната среќа или до нивниот успех и така натаму. Од друга страна пак често духовните луѓе кои што се во таа некоја друга крајност, во некоја друга димензија имаат некој отпор према материјалното, верувајќи дека материјалното или дека успехот во тој аспект е нешто негативно, нешто лошо и дека го расипува човекот. Меѓутоа, јас од искуство знам и од пракса дека многу пати кога сум дала совет на овој тип на луѓе, што мислиш дека ако материјалното биде поприсутно, на пример, во твојот живот, можеби само ќе ти се олеснат некои работи. Можеби нели фактот дека материјалното не е олесно, да. Така е. Значи не мора тоа да биде целта на живењето, меѓутоа е средство. Фактот дека е еден вид на средство. И така тоа е еден дуализам меѓу нели материјалното и духовното, но значи во себе носи една целина која што така е убаво разработена баш низ овој роман, низ многу метафори, низ многу доживување и така натаму. Сега во содржината на книгата се провери еден лик, господин Отел, кој што велите дека сите го знаат, меѓутоа никој не го познава. Ќе откриеме ли за што станува збор? За господин Отел е уствари најинтересниот лик во романот. Тука би оставила таа загонетност да секој читател сам го прочита и свати што се работи, кој е господин Отел, бидејќи нели на крај секој ќе има едно свое толкување, меѓутоа мислам дека многу е јасно сепак прикажана поентата на господин Отел. Господин Отел е баш таа крајност на материјалното или на сетилното во нас, на гонското, на телесното, кое што често пати ако само се оставиме во тој аспект на живењето, ние чувствуваме неисполнетост и празнина од овој другиот. Така што нели ќе оставам пак на читателите да откриат. Оние најпораки кои што треба да допрат до читателот преку оваа книга, кои што вие очекувате да допрат? Значи, така е, главната порака мислам дека спомнавме уште на почетокот. Нели, тоа е дека вистински убавите работи не секогаш се видливи за нашето око. Таа убавината некако е секогаш таа правата убавина е подлабоко сместена и до неја имаме пат кој што треба да се открие, но често пати луѓето нели се површни бидејќи самото наше тело, самата наша перцепција која што се некако се залепува за материјалното, го носи заклучокот само според тоа. И ние мислиме дека убавото е нешто што на нас не е достапно, нешто што го гледаме како некаков пример, како некакво доживување, ама често пати ќе испадне дека после не било така. Сега неодамна се промовираше книгата, меѓутоа чина ми пред месец дена веќе беше пуштена и во продажба, дали можеби уште рано или веќе стига до вас можеби конструктивна критика, некој се пронашол од читателите, какви се впечатоците, првичните впечатоци за книгата? Па да, еве сега баш кога доаѓав наваму ми стигна една порака на Инстаграм, каде што читателка ми рече дека до 3 саат ноќес ка читала, ама ја завршила книгата баш во 3 саат. Мислам дека јас вечер ке заглавам. Така, соработката со Матица продолжува и со третата книга. Имаме ли нешто ново на повидок, иако сега треба да му дадеме нели време на ова дело да си легне кај читател? Така, како што кажав и пред малку, во моментов не подготвувам нешто ново, бидејќи сум на докторски студии, па околу дисертацијата сум малце пофокусирана.
бидејќи сепак тоа нели е поголем ангажман. Меѓутоа така да би сакала да оставам нели повеќе време на ова дело, а верувам дека можеби и другите две дела покрај ова дело некако ќе бидат пак попродавани, побарани и така натаму, бидејќи нели кога едно дело е добро, па читателите и другите после ги бараат. Така, ќе очекуваат. Да. Во меѓувреме ние имавме една наша средба говорејќи за психологијата како ваша професија, ваша прва љубов. Во меѓувреме се остваривте како мајка. Што се промени кај вас на приватен план? Еве ајде и тоа да го начнеме. Можеби конечно дали мајчинството ви даде некој поинаков аспект на смислата на вашиот живот? Така, да, значи, мајчинството е улога која што баш не тера едноставно да бидеме подобри. Се што правиме, да правиме подобро, меѓутоа не е мајчинството поентата, туку поентата е љубовта во тоа. Значи, љубовта е нели таа која што во тие моменти кога ќе се роди детето, постојано некако самата од себе не исправа по правиот пат да одиме. Некако човек тука не си дозволува да скршне по некој друг пат, по кој што по некои криви леви насоки, јас така ги викам, да трне и да погреши нешто. Туку постојано има една внатрешна, многу интензивна, инстинктивна потреба да нештата се прават на подобар начин. На подобар начин, нели, за самото дете да може да расте во една посреќна средина и смислата станува поинаква. Меѓутоа, пак ќе кажам, не е смислата самото дете. Не е поентата во детето, туку е тоа внатрешно чувство на љубов кое што го раѓа од тој аспект, а детето. Така. Јас пак се навратам, салата на Концепт 37 беше преполна. Тоа значи ли Дора дека конечно даваме веќе шанса и ги почитуваме нашите македонски писатели и автори? Да, мислам дека полека се напушта веќе тоа табу дека Македонија нема добри квалитетни автори, бидејќи знам и јас и од други автори, од други писатели со кои што сум во комуникација, дека веќе се повеќе се бараат и македонските автори, значи имаме навистина квалитетни македонски автори кои што можат да придонесат со добри, модерни приказни, а сепак, значи, низ модерната приказна да ги представат и тие безвременски поенти. Некако често пати во постарите дела, можеби и во филмовите сме стално научени, кога ќе се спомне македонско дело или автор, да ги гледаме оние типично историски, политички теми и така натаму, кои што за една публика се постојано предизвики, се возбудувачки, меѓутоа друга публика имаме која што едноставно не ги сака баш тие теми и бара нешто друго. Бара некои други теми, нешто посовремено, нешто помодерно, сепак како што реков безвременско, да има безвременска поента и така што мислам дека да веќе имаме такви македонски писатели. Давате ли вие шанса на македонски автори? Да, значи имам доста книги дома, не се сите прочитани, меѓутоа од неколку автори кои што сум ги читала, сум многу позитивно и пријатно изненадан. Јас и моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина имаме една соработка убава, потикнуваме читачки навики, потикнуваме читање на македонски автори. Јас за вас ја одбрав Тунел од нашиот великан Петре Андреевски. Се надевам ја немате во вашата домашна библиотека. Ја немам, ама до пола ми е прочитано. Еве сега, ова е за вас. Другата пола, така, ти благодарам, да, Викторија, многу. Се надевам ќе уживате во читањето. Дора, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време, што проговоривме малку повеќе за ѓаволот има убаво лице. Јас ветувам дека во најскоро време ќе ја прочитам и секако ќе ви ја кажам и мојата критика за делото. Ви посакувам уште многу нови дела, ве очекуваме со нови дела, сакаме да ве читаме и секако успешна работа и да се гледаме само за убави настани и поводи. Така, ви благодарам уште еднаш за поканата. Ми беше чест да учествувам тука. Така е, почитувани гледачи, говоревме за ѓаволот има убаво лице, новиот роман од Дора Попова Узуновски. Се надевам дека успеавме да го задржиме и вашето внимание. Овој роман ќе можете да си го набавите во сите книжарници на издавачката куќа Матица, исто така и преку авторката секако е по света. Ние се гледаме наредната среда, токму за 7 дена од сега. Овде ве поздравувам и ви посакувам добро здравје.